Добар ден, почитувани ученици, добредојавте во хемиската е училница. Јас сум Блаже Винецки, професор во гимназијата Мирче Ацефов Прилеп. Денеска имаме задача да се запознаеме со наставната единица класификација на хемиските реакции. Еднаш се поставува прашањето зашто е потребна класификација. Затоа што има огромен број на супстанции, второ, секоја супстанца може да реагира со повеќе супстанции, и трето, исти супстанции може да дадат различни продукти во зависност од условите при кои се изведува реакцијата. Еве да видиме неколку примери за третата точка. На слайдот имаме представена реакција меѓу етанол или етил алкохол и концентрирана сулфурна киселина на дадена температура. При тоа се добива диетил етер и вода, што значи дека ова е реакција на дехидратација. Меѓутоа, во зависност од температурата на која што се одвива оваа реакција, етанолот и сулфурната киселина во присуство на алуминиум оксид како катализатор може да дадат два различни продукти. На 300 степени Целзиусови се добива етер, а на 375 степени Целзиусови се добива супстанца наречена етен. Да напомнам дека не мора да се учат правенките, туку само да се изведат заклучоците. И на овој слайд имаме друга потврда на нашето тврдење. Тоа е реакција на азотна киселина со различни метали, меѓутоа азотната киселина во првиот случај е разредена, а во вториот е концентрирана. Како што гледате од самите равенки, се гледа дека во двата случаи се добиваат различни продукти, што е потврда на нашето тврдење. Една од можните класификации на реакциите е реакциите се делат на неповратни и повратни. Неповратните реакции со општи букви ги означуваме како А и Б се добива С и Д, а повратните А и Б се добива С и Д. Но што е разликата? Веднаш се забележува. Кај неповратните реакции имаме единична стрелка, а кај повратните имаме двојна стрелка. Можеме да кажеме дека неповратни се оние реакции кои се одвиваат додека макар еден или сите од реактантите не исчезнат од системот. За нив велиме дека досегот достигнал максимална вредност, односно си е максимално. Кај повратните реакции има мерливи количества од сите учесници во реакцијата, односно викаме при реакцијата истовремено се случуваат процеси на трансформација на частичките на реактанти во частички на продукти, но и обратно истовремено частички на продукти се трансформираат во частички на реактанти. Кај овие реакции достигот не достигнува максимална вредност, односно си има секогаш помала вредност од максималниот досег на реакцијата. Заклучок, кај повратните реакции истовремено се одвиваат два процеса. Едниот во кој реактантите даваат продукти и ја викаме директна реакција, и друг во кој продуктите се соединуваат меѓусебно и образуваат реактанти, таа се вика обратна реакција. Кај обратната реакција, реактанти се С и Д, а продукти А и Б. Да видиме што е сега тоа елементарен акт на хемиска трансформација. Тоа е процес кога една, две или најмногу три частички на реактанти се претворат во частички од продукти. Горе имаме една хемиска реакција, односно горење на јаглерод во атмосфера на кислород, при што се добива јаглерод диоксид. Или водород се сврзува со кислород, при што се добива вода. Ознаката ПТ над стрелката е символ на елементот платина и ме значува катализатор, односно супстанца што е забрзува реакцијата. Едно прашање за вас. Ако запалиме едно кибритче, дали ќе имаме горење се додека не се потроши целиот кислород во просторијата? Со други зборови, поставува прашањето дали ова реакција може да биде повратна. Нормално дека не може, бидејќи реакцијата ќе престане кога кибритчето целосно ќе согори. Затоа ова реакција спаѓа во групата на неповратни реакции, односно оние реакции кои се одвиваат додека макар еден или сите од реактантите не исчезнат од системот. Во врска со ова е терминот лимитирачки реагенс. Видете на сликата, сликови да кажам, имаме 8 карусерии и имаме 48 гуми. И сега што се случува? Добиваме 8 комплетни или целосни автомобили и ни остануваат 16 гуми остаток. Значи, викаме дека карусеријата ни е лимитирачки реагенс, додека гумите се во вишок.
Реагенс, да кажеме, уште дека е општо име за некоја хемикалија што се употребува при експериментирањето. Во химијата многу реакции се одвиваат во водни раствори, односно супстанцата прво се раствора во вода, па потоа реагира со друга супстанца. Кај овие реакции, за да една реакција тече до крај, мора да исполни барем еден од следните услови. Прво, барем еден од продуктите да е слабо дисоциран, како што се вода, оцетна киселина и така натаму. Барем еден од продуктите да е слабо растворлива супстанца или викаме талок, како што се сребро хлорид, бариум сулфат, магнезиум карбонат, олово 2 јодид, сребро јодид и така натаму. Барем еден од продуктите да е газ и да се формира стабилен комплекс при реакцијата. Прво ќе видиме реакцијата со добивање на слабо дисоцирано соединение, тоа е реакцијата на натриум хидроксид со HCl и се добива натриум хлорид и вода. Како што гледаме, ова е еден од условите да се добива неповратна реакција и ако се сеќавате, ова реакција се викаше реакција на неутрализација, односно киселина и база дават сол и вода. Едно прашање за вас. Кои се продуктите на процесот NaCl, solidus и H2O liquidus? Ако вашиот одговор е натриум хидроксид и HCl, тогаш нешто сте грешка. Зошто? Затоа што од сол и вода добивате најака киселина и најака база. Значи, ова не е хемиска реакција, туку е физички процес на растворување на готварска сол во вода. Вториот случај беше добивање на талок или го викаме слабо растворливо соединение. Во случајот гледаме како два безбојни раствори се мешаат и се добива талок со убава жолта боја. Тоа се супстанците олово 2 нитрат, кој што реагира со калиум јодид и се добива талок од олово 2 јодид и калиум нитрат, кој што е во воден раствор. Значи, PbJ2 или олово 2 јодидот е супстанцата што се таложи. Третиот услов беше да се ослободува гасовиот продукт. Пример за таква реакција е реакцијата на натриум карбонат, кој што реагира со хлороводородна киселина, се добива натриум хлорид, вода и јагнеров диоксид, кој што е во гасовита агрегатна состојба и излегува од системот. И на крај, четвртиот услов беше да се формира при реакцијата некој комплексно соединение. Ова го учевте во прва година и само да ви кажам, да ве потсетам дека комплексните соединенија ќе ги препознаете по тоа што има средни загради. И ако видите при реакцијата дека се добива некој вакво соединение, односно комплексно соединение, ќе знаете дека се работи за неповратна реакција. И на крај да се потсетим уште на повратните реакции. Значи, имаме реакција кога азот реагира со водород и се добива амонијак, но во исто време амонијакот се разложува на азот и водород. Војната стрелка ми кажува да реакцијата се одвива во двете насоки. Директна реакција, при која од 1 мол азот и 3 мола водород се добива 2 мола амонијак, и обратна реакција, кога од 2 мола амонијак се добива 1 мол азот и 3 мола на водород. Со други зборови, реактантите азот и водород образуваат продукт амонијак, тоа е директна реакција, и истовремено продуктот се разложува на почетните реактанти азот и водород. Тоа е обратната реакција. Значи, амонијакот се разложува на азот и водород. И на крајот останува на вас да ги решите вежбите. Значи, имате задачи со заокружување, односно со повеќе понудени одговори и да ја објасните задачата. Тоа е се за денеска. Благодарам, се гледаме во друга прилика.